Добра вечер, ова е Визави на програмата на ТВ Канал ВИС. Иако почнуваат официјално летните одмори, сепак во собранието се подготвува нова измена на Законот за минерални суровини. Мој вечерашен гостин е Ѓорги Танушев од Сдруженијето Здрава Кутлина, долгогодишен активист за чиста животна средина пред се. Добра вечер, господине Танушев. Добра вечер. Како што најавив дека во моментов се подготвуваат нови измени на Законот за минерални суровини, дали граѓанските организации се вклучени во тој процес? Да, секако. Значи, ние до почетокот не бевме, но се изборивме да се повлече Законот за минерални суровини и да се иде во редовна постапка. И од тога сме постојано во контакт со Министерството за економија, но не само со нив, туку и на ниво на цела Македонија, со граѓанските организации од цела Македонија. Таму имавме средба последен пат пред 2-3 недели, пред 3 недели, каде што се дефинираат поединости во самиот закон. Значи, претходно имаше и други сесии повторно со нив, но полека се крчка. Значи, дали во секој член кој што е на разгледување за измена се слуша гласот на граѓанските организации или сте исклучени во некои сегменти? Дали можете вашите забелешки да ги дадете и на што тие точно се однесуваат? Значи, не можем да кажем дека сме исклучени, зашто сме во процес. Апсолутно сме во досух и имаме аргументација од наша страна, која што повремено контрира и најчесто контрира на интересите на Рударската асоциација на Македонија, и тие се исто вклучени во тој процес, но и самата државна администрација. Значи, Министерството како државна институција, може да кажем дека сме три страни во целиот процес на изготвување. Забелешки има секако многу и различни, зашто нашата правна регулатива мора да се менува ако сакаме да бидеме еколошки здрава нација. Нашата правна регулатива мора исто така да се менува поради известното приближување кон регулативите на Европската унија и процесите кои што таму би се одвиваат, ќе треба и ние да ги прифатиме кај наша страна, за која потреба нужно мора да се менува законодавството. Имаме многу сегменти во државната администрација која што мора да ги прифати тие факти кои што делуваат во Европската унија и да ги транспонира во нашето законодавство со цел и ние да ги пременуваме и да бидеме компатибилни. Бидејќи еднаш што ќе почнат преговорите со Европската унија, животната средина има исклучително висок значаен дел во остварувањето на тие евроинтеграции и тука пред се врши поврзување со законите кои што ја регулираат таа сфера. Еден дел од нив е и овој закон за минерални суровини. Така да мора да може ли да дадеме неколку примери на што точно вие реагирате? Што ви е важно во тој закон да стои за да нема и поинакви манипулации во иднина при неговата примена? Значи, ќе се освр само на оние за кои што дискутираме моментално, зашто има и други, но така кои што би дошле понатаму, може би, да? Што ќе дојдат понатаму, зашто знаеме дека Министерството најави стратегија за рударството во следниот период, така да со тоа ти потврдија дека ствари тој закон и понатаму ќе се менува, значи нема да биде финална верзија се ова. Но оној сегмент сега што го се дискутира се однесува пред се на оние поединости кои што ја задираат формулацијата каде што се предвидуваат казни за загадувачите. Сакаме тука да влезат и посебни сегменти кои што ја регулираат тематиката на хидројаловишта како специфичен и значаен дел на она што би требало да биде клучно во заштита на животната средина. Враќавме некои формулации кои што претходниот предлог закон ги негираше, значи тука они пробуваат да ја отранат финансиската гаранција, но ние повторно ја вративме. Генерално тука се кршат копијата, значи има и специфични делови кои што се барат ингеренции, мултидисциплинарни пристап во инспекциите на терен, значи да не биде само тоа исклучително право на Министерството за да не биде само на техничките инспекции во Министерството, него да бидат тука и Агенцијата за
Државниот инспекторат? Инспекторат, да, значи ДИЗИС и бараме да бидат Градежниот институт вклучен, невладените организации во Македонија, бидејќи од тој повеќе стран мултидисциплинарен пристап, бенефит ќе имаат сите, не само да кажеме да се даде монопол на една институција. Што сметате дека тоа ќе овозможи многу попрецизно на некој начин согледување на евентуалните штети, можеби и избегнување на некакви влијанија? Значи, кога би имал така мултидисциплинарен пристап, тогаш ќе се видат работите од повеќе аспекти, секој од својата сфера експертиза ќе даде, но и целокупноста на тој процес ќе се заокружи со присуството на организациите, еколошки организации, кои што се тука да бидат наблюдувачи во процесот, да дават сугестии и да прашуваат, што е многу битно, бидејќи знаеме дека нашата земја не стои добро со корупцијата и како таква имаме веќе и видено примери каде што не стои добро или стои добро? Па имаме многу корупција, знаете. И сме биле сведоци кога сме виделе фалсификувани записници, значи случајот со Казандол, тоа го видовме. Ама таму никој не поднесе одговорност, така да мора да внимаваме зашто овие работи се клучни и битни. Ако не се зборуваат... Спомнавте, казан да тоа е интересна тема, ќе начнеме малку подолу во емисијава. Јас би сакала сега да направиме една споредба. Начелна во прв момент што ви паѓа на ум кога зборуваме за македонското законодавство во однос на заштита на животната средина со европското. Во кои сегменти сме ние најслаби? Што е она што ние треба да се фокусираме за овие теми да се малку порелаксирани, а не толку да сме сите напнати кога станува збор, бидејќи речи си да нема област која што ја засегнува животната средина, а да не е жешка точка во државата. Вака ќе кажем, значи пред се сите 16 жешки точки во Македонија имаат еден заеднички корен, тоа е негрижата и корупцијата во општеството. Ако ние имаме корупција во највисоките слоеви на општеството, таа корупција понатаму ќе се прелие каскадно на сите останати слоеви и тука до израз ќе дојде комплетната негрижа заради која што настанале тие 16 жешки точки, но општо земено тоа е проблем на секаде во светот. Но различно се справуваат. Например, ќе кажам дека во Европската унија и во Соединетите американски држави постојат многу повисоки третмани на еколошкиот криминал во однос на Македонија, ако споредувам. Таму се предвидени затворски казни и таму изрекуваат скоро на редовна основа високи затворски казни покрај големи финансиски казни. Кај нас тоа се сведува само на обични прекршочни казни, каде што максимумот по секоја основа, што некој може да го добие загадувач, е 150.000 евра. И тоа, ако се спогоди, може да биде колку и се договориме, знаете, во нашето општество. Тоа сме го имале веќе во пракса? Да, еве сега случајот што беше со САСА пред 9 месеци. САСА се излија имаше инцидент, јавовина истече во Каменичка река, го имаше тоа на медиумите, тоа беше доста видливо. И од она што на крај епилогот на целото ова заврши со тоа што САСА се спогоди, доби казна од 65.000 евра, спогодбена казна, но нашиот закон исто третира ако тоа се плати во одреден износ, во одреден временски рок, тоа може да биде и преполовено, значи добија уште пониски казни. И тоа значи дека загадувачите со ситници, со ситнеш се расчистуваат кон... Па знаете што, еве да речеме да беше и цела казна од 65.000 евра. Ако пресметаме дека видовме во потоците на САСА како корпорација, тие имат направено 82 милиона долари годишен приход, од кој што профит има 48 или така нешто. Тоа за нив е ништо. Зошто? Заради тоа што тие под некоја бизарно сценарио кога би плаќале секој ден да имат истекување на ловина и да плаќаат секој ден, значи 365 дена во годината да плаќаат казни од по 65.000 евра, на нив пак ќе им остане на крај на година профит, чист профит од 18 милиони евра. Ова кажува дека целото ова е безсмислено, нема логика. Значи некој може да си го тера ова како сака
и законски да биде чист. Но тоа не е поентата. Значи, тоа е како се некој обичен граѓанин го казните со 100 денари за нешто што направил големо загадување, уништил цела река, да кажеме. Кој е поентата? Тој утре пак ќе плати 100 денари. Буквално така излегува на терен цифрите. И тука мора да се менуваме. Такво нешто во Европска унија сигурно ќе подлежи со затворски казни, со големи финансиски импликации, значи каде што влегуваат во проценти од профитот и начесто и затварање на такви капацитети, се додека ова не се реши. А кај нас се е затворено, значи едношто казните не функционираат како што треба, значи нема таква превентивна моќ, системот не овозможува ги гали тие компании. А второ, која е профитабилноста? Ако знаеме дека ти имаат 2% да платат на државата, ме разбирате, значи концесиски надомет за сено што ќе го ископат, тогаш за нив е ова Елдорадо во Македонија. Ние сме наистина богата, но искрадена држава, за жал. Колкав е тој концесиски надомест во останати земји? Кога веќе имаме вакви потенцијали, дел од нив се експлоатираат, колкав треба да биде процентот, кога еве државата веќе конкретно не е учесник? Ќе ви кажам пример само. Во Македонија е 2%, тој концесиски надомест од целно што ќе се искупа, во Србија 4%, во Нигерија мислам дека е 50%. Тоа доаѓа како косопствеништво веќе, нека е јавно-приватно партнерство. Во Канада сигурно е околу 3-40%, значи секаде е најголемо. Сте предложиле ова да влезе во законот? Да, и каков е одговорот? Но им се крива косата на глава на рударските компании. Но тука мора да биде да речеме на постојните, но еве овие кои што допрева сакаат да влезат или не може да биде. Па тоа треба за сите да биде еднакво. Значи да бидеме реални. Ако знаеме дека рудните богатства се потрошен материјал кој што веќе не се во обложност. Значи она што го има тука, ако се искупа, веќе нема да го има. Завршило тоа. Необновливи ресурси. Необновливи ресурси, но остануваат последици за тоа што е ископано. Значи постојат последици кои што траат со стотици години и некој треба да ги санира тие последици стотици години. Значи сосема реално е ако тоа што некој го извадил како бенефит од овде да го врати во најмала рака делот што грижа за околината. Да, грижа за околината, но во наредниве години кога тие нема се присутни во државата. И дека се заминат. Значи, заврши животот век на рудникот или што и да е, се искупа тој материјал, тоа благо и потоа заминуваат, но остануваат последиците. И сега ние за 2%, разбирате, сме им го дали сето ова, ние сме практично ограбени. Пак ќе кажем, сме ограбени и од концесионерите, но и оние што треба да ги чуваат, не внимаваат на овие работи. Дали Здрава Котлина, Екодолина, па и останатите во регионов би биле против отворање на рудници овде, доколку би имало таков сооднос 50-50 во работата на рудниците? Би ви дало ли некаква гаранција дека ќе има малку поголема грижа и контрола? Не е во проблемот во процентите, Сузи. Значи, проблемот е во загадувањето. Ние имаме работа со измамници. Значи, пак ќе кажем, она пласира тие пред некој ден, пред некој месец документ на својот инвестира, каде што се изложени одвратни лаги. Ние имаме докази за тие лаги, но тие не сакаат да зборуваат за докази, не сакаат да зборуваат за ништо. Добро би било да ве соучиме во некоја од следните емисии за... Имат отворена покана кога сакат. Тие не доаѓаат веќе со години, знаат. Да ги споредиме аргументите. Последниот период... Сакам да докажам дека проблемот е загадувањето, не е процентите. Значи има загадување кое што не се решава моментално. Таа точка за која рудник е за точка за која што за вас нема компромис во таа смисла. Во Струмичката котлина апсолутно, во Југоистокот апсолутно. Ние сме тука трпезата на Македонија. Тука произлегуваат земјоделските култури кои што насекаде се распространуваат и кои што овде носи зелено злато, обновливо зелено злато. Не е како рудникот, но е далеку посигурно, далеку постабилно и далеку попримамливо во годините што ќе доаѓаат. Ако днес да отвориме рудник, тој ќе заврши за 20 години. Потоа нити ќе имаме злато, нити ќе имаме земјоделие. Затоа да бидеме на чисто.
Не е проблемот во процентите овде. Проблемот е во загадувањето и ние нема да дозволиме под едни услови никому, никогаш да отвори рудник од било каков калибар во Струмичките околи. Последниве седмици реагирате на јавниот повик на концесионерот за поднесување проекти од општините од граѓански организации кои што тие би ги финансирале. Што точно ви пречи во тој јавен повик? Пред се тоа е подкуп, не е јавен повик, тоа е јавен подкуп, бидејќи Евромакс има одземана концесија, со години се во загуби, нивниот купен оперативен буџет според она што го гледаме во нивните финансиски евиденции, кои што годишно и периодично дигуваат на секои 3 месеци, ти имаат купен буџет од 1,5 милион евра. И сега тие ќе го дадат тој милион само за донација, за нешто што не се ни почне да работат. Какви се тие глупости? Тоа е само коруптивно ветување, измама, каде што пробуваат да стекнат некаков углед, некаков респект меѓу граѓаните на нашата заедница. Но тоа не се купува со пари. Ова не е на продажба. Не можете вие да купите човечки души и здравје и при тоа да лажете, значи, тој што го подпише документот, тој измамникот Живко Груевски, стави подпис на документ кој што има еден куп ваги. Но не се значи, тие не сакаат да зборуваат за вакви работи, тие само кога имаат аргументи контра нешто што не може да ги соборат, тие ајде дадеме малце парички тука, мотокултиватор таму, 5000 евра ваму, но тоа не се купува. Изнесувате навреди кон господинот Груевски, не се плашите од не знам. Значи не се плашам заради тоа што тој има подпишан документ за кој што ние имаме добиено црно на бело од министерството. Ќе ви го доставиме тој документ, може да го прикажете ако видат граѓаните. Зашто тие тврдат, Живко Груевски подпишал, дека нема да користат цијанид и сулфурна киселина. Дека нивните студии се одобрени од нашата држава и прифатени од секаде. И двете се фрагментни лаги. Нели се одобрени студиите? Не се одобрени. Е, црно на бело. Кој го потврди тоа? Министерството за животна средина. Со подпис печат од пред 2 недели, ќе видите баш на стои тоа. Нема никакви измени. И она што стои таму е измама. Према тоа, тој што го подпише тој документ и тој што збори во прво лице на тој документ, тој е измамник. Господинот Живко Груевски е измамник. Затоа не се плашим. А се плашите ли дека ваквите акции, ваквите донации ќе извршат влијание кај граѓаните на ова општина? Какви се еве реакциите кај нив? Значи, со оглед дека имаше изјави од граѓани кои што се благодарни за овие донации. Знаете како? Не може на сите секојаш сите исто да мислиме. Секој има слобода да мисли како сака. Но и покрај тоа што некои луѓе се подлагужуваат за тие работи и добиваат некакви огледалца во наводници, тоа не вреди за тоа што скоро 95% од луѓето овде се против тоа. Тие 5% секојаш ќе постојат и нормално е да постојат и здраво е да постојат. Не може да видиме исти, да мислиме исто. Но огромно мнозинство од овде мислат како што се изјаснивме веќе со години назад и како сме што до сега сме силни баш поради тоа што веќе знаеме, ги прочитавме дека овие се измамници. Не за друго, исто им ги знаеме документиве, но и тоа што оние луѓе што не го знаат тоа, инстинктивно го осеќаат во себе. Знаат дека никој не ти дава ништо, оно бесплатен ручник, не постои. Ти мора да се продадеш нешто од себе за да добиеш таква донација за нешто. Уште повеќе имаме информации дека од Евромакс одат по здруженја и ги молат луѓето практично, аманте земајте, даваме бесплатно. Ова е еден вид никој тоа не го, јас не знам некој досега инвеститор што уште не почнал да работи, значи не постои никаков производствен вишок па да изводи од тој производствен вишок за донација на локалната заедница или нешто такво, не. Тој уште нема ни почнато да работи, а нуди широки донации. Впрочем, знаеме како поминаа тие ветувања за донации за водовод, конкретно за Еловица,
уште 2016 имаат дадено големи ветување, ќе направиме не знам што, проекти готово. Еве, денес сме 2021, ништо од тоа нема. А и да имаше, тие ќе требаше да го пријават тоа во канадскиот регулатор. Таму има во Канада закон, бидејќи тие се канадска компанија, кај што вика дека секоја донација, поединечна или кумулативна, во над 150.000 евра може да биде пријавена. Нема такво нешто. Тие со години пријавуваат ништо таму. Нема од тој формулар. Така да си имаме работа со тие што си ги знаеме, со тие измамници, пак ќе кажам. А тие што не седнуваат на тие само се бламираат себе си. Рудник нема да има секако. Никако со таков одбор. Зашто да имате рудник, вие мора да имате согласно целата заедница. Не можете да имате рудник и да имате непријателски настроени граѓани и тоа да трае некои 25 години. Нема шанси. Тоа едноставно не е можно. Докаде е во моментов целата правна процедура со рудникот Иловица Штука, бидејќи во јавноста еден период е многу мирно и немаме информации, знаеме дека се поништени одлуката, односно се поништи жалбата на Евромакс и што во моментов се случува, дали кај вас има некаква информација? Значи, моментално работава е во управниот суд повторно, значи се чека повторна одлука на управен суд, претходната постапка се врати во државата, значи во Министерството за економија, но она што беше комисијата од втор степен повторно ја одби да издаде дозвола за експлоатација и со тоа ја потврди претходната одлука, што е сосема исправна, бидејќи една од клучните работи за да имате вие дозвола за експлоатација, да имате и одобрена студија. Нешто што го немаат. Значи, Министерството за животна средина потврдува дека немаат одобрена студија, а тие барат дозвола. И се не може тоа преку леп погаѓа, а уште повеќе да лажете дека имате дозвола. Разбирате? Значи, она што моментално се очекува од управен суд е да ја заврши таа постапка и потоа веројатно ќе преиде тоа во меѓународна арбитража, како што претпоставува. Се случи со Казандол? Да, како што се случи со Казандол, но и таму ќе изгубат зашто тие ги има на располагање сето време на светот тогаш, до 2016 си ја завршат работата. Ние се формиравме 2017, така да ние не сме пречка за нив до тогаш. Никој не беше пречка, но тие самите си беа пречка сами на себе, зашто се толкуваат дека ова е нивно село без кучиња и ќе прават што сакаат. Не може. Што ќе се случеше ако еве до 2016 се завршеше работата, бидејќи 2017 тие има и планирано отпочнување со работа, еден од роковите кој што беше поставен, а вие се формирате 2017. Изгубена ли битка би била во тој случај? Тоа ќе беше многу потешко, зашто многу е потешко ако се борите со нешто што веќе има издадено документи, но во овој случај ние не закасниме. Закаснија тие во наша Таков случајот беше со Казандол. Тие веќе почнаа со експлозии, со некакви почетни активности со работа и се прекина целата работа со одземањето на дозволата за работа. Што се случува таму во моментов? Освен што целиот процес е во арбитражен суд. Значи, тие не го исполнија договорот до крај, она што го има, затоа им беше и одземена концесијата правилно, и затоа и се боревме за одземање таа концесија, зашто и таму се боревме и овде се бориме, во цел Југоисток се боривме со сите рудници. Моментално знам дека таму не се работи ништо, ставаме како што било. Веројатно има проблем со земјиштето, каде што веќе има тргната таа земјина покривка, знаете дека имаше експлозија. Експлозиите го минира тоа. И тука треба да се провери, веројатно треба да се отиде на терен да се направат анализи на земјиштето. Се спомнувам дека таму веќе почнал процес на ацидно генерирање од карпите, бидејќи е во контакт со воздухот и дождовите. Мислам дека таму треба што побрзо да се ремедиира, да се неутрализира таа состојба, ако има, предпоставам дека има, зашто најчесто има. Можете ли да пријавите, не знам, во Државен инспекторат за животна средина или... Мислам дека е веќе пријавено. Значи не сум сигурен.
Да излезат на терен и да баш се направи. ќе направам контакти, Но сметате дека отворениот отворот во земјата може да прави хемиски реакции кои што се штетни и отровни за земјиштето? Ова е природен процес, значи секое отворено земјиште каде што има карпи кои што содржат одреден процент на кои што не се стерилни, така да кажем, него генерираат киселини. Од допир со воздух и со дожд 100% генерираат киселини. Значи тука нема може, кога е сигурно. Но проблемот е да се види во колкава мера, каде, со која концентрација, за да може да се пристапи со неутрализација, веројатно со некаква, со базна подолга некоја, валјда натриум хидроксид, но пак треба да биде дозирано тоа, да биде неутрализиран тој процес, запрен и потоа да биде покриено со земја, за да не ексудира повеќе и да не генерира повторно киселински остатоци. Тоа е голем проблем за кој што родарите воопшто не сакаат да зборуваат, бидејќи влие директно врз профитабилноста на рудниците. Барем во западниот свет, кај нас ова не е целосно регулирано, и тоа е еден од работиве што треба да се регулира со новите закони. Значи, тој процес на загадување на водите со руднички операции е многу специфичен, има термин за тоа, mine influenced waters, се вика на запад, и тоа е природен момент кога што природата проба да го врати во баланс оно што веќе е отворено таму, таа рана, и тоа го прави на начин, но тој начин има последици илјадници години. Значи, еднаш кога ќе почне тој процес на ацидно генерирање карпи, ако се остави така, тој само ќе се продолбочува, ќе биде се полош и полош. Пример за ова е Андалузија во Шпанија, каде што таму почвата и земјите и водите се целосно деградирани. Тоа е област каде што Евромакс се фали дека имале супер рудник, кој што не загадувал, но факт е дека се наоѓа во околина на супер загадена почва, значи супер загадени води. Таму реката Рио Тинто и Одиет имаат текови кои што се мерат со pH вредност 3, pH вредност 2. Ова е чиста киселина. И се они, ме разберете, значи пак измама, но да се вратам на темата. Таа ремедијација на тоа земјиште мора да биде што побрзо, во казан во збора, направено и покриено, за да не се дозволи загазување на подземните води и почвата што е во близина. Неодамна кога зборуваме веќе и за рудниците во околината, имаше реакции за рудникот Бучим, за некоја неконтролирана прашина која што се креваше во околината и на која што реагираа жителите. А во меѓувреме знаеме и дека актуелниот директор заминува во пензија. Дали очекувате некакви промени таму во раководството, во процесите по заминувањето на господинот Николов? Или тоа се генерални политики кои што нема да имат... Тоа се корпоративни политики на Солве, мислам дека беа нивни концесионери. Но факт е дека со Николајчо и без Николајчо прашање и загадување ќе има. Николајчо може би направи нешто за она реката што ја знаевме како порано, дека течеше Тополница, да, дека течеше неприродна и беше доста загадена со документи, го имаме тоа. Тој може би ја спречи таа работа, ремедира. Не знаеме што ќе се случи после него, но не очекувам кој знае што да биде променето. Баш поради тоа што сметам дека сегашните раководства на рудниците во Македонија се уште се во онаа фаза каде што мислат дека како до сега што течело и така ќе се продолжи. Но тоа не е реалност. Сега насекаде се внимава на ова, се повеќе фокус на јавност има таму и тие воеднина ќе се соочуваат со се потешко и потешко да се справуваат со реакциите на јавноста, посебно кога ќе дојдеме во момент за прилагодување на законите со Европската унија. Ако бидат паметни, ќе тргнат по она што ќе се погледнат во самите што се направиле до сега и ако сакат да останат овде, да продолжат да бидат концесионери, ќе мора да се сменат. Ќе мора да ги сменат своите практики, кои што морам да кажем дека до сега не беа чисти скроз и во еден дел и коруптивни, бидејќи ова иде
во нашата држава и тоа е сосема некој вид лудо нормално. Николајчо, па имавме последен контакт со него баш во Министерство за економија, он беше представник на Рударската асоциација и имавме дошта жестоки дуели, но на крај пак ќе кажем дека и кај нив превлага разум за работи одредени, не за сите, но за одредени. И тие знаат дека не може така да продолжат. Ако бидат паметни, со време ќе почнат да соработуваат со еколошки задруженија, но не од позиција на сила и моќ како и досега, него да си бидат нормални партнери. И за да работиме за заеднички интерес. Значи не може да кажете дека не загадуваме кога факти има загадуваме. Конкретно Бучим има студија од професори кои што вика дека Бучим загадува 10.000 тони прашина годишно преку елска емисија. Значи ветрот дува, знаете, она вулкановата јавовина и тоа се распространува насекаде, како што имаше снимки, нели? И тоа е проблем. И сега Николајчо викова е историски проблем. Што е така? Зашто рудникот е така продаден, без да има 4 децени историја. Да. И факт е дека ова треба да се реши. Но треба да седнеме заедно да видиме како се реши. Не на штета на граѓаните, не на штета на околината. Мора тоа да биде одржливо решение и да видиме примерите што се случува во Европа со ваквите проблеми. Зашто и таму има проблеми. Во Шпанија има проблеми, но Шпанија денес има ново законодавство кое што вика не може да се отвори стар рудник без да се преземат долговите, односно на одговорноста за она што претходно се случува. Ако сакаш да работиш, супер, работи, но исчисти го и тоа, што веќе имало историски отпад. Така. На почетокот на годината рековте дека ова ќе биде жестока година и имавте најавено силна агенда против отворањето на рудници. Какви се плановите со оглед дека пандемијата покри дел од овие планови во смисол на полициски часови, забрана за групирање и така натаму? Што во моментов кога е многу порелаксирано во однос на здравствениот аспект за организирање настани? Пандемијата беше голем предизвик за целото општество. Значи, тука моравме да бидеме одговорни и не смеевме да си дозволиме било какви протести. Направивме до душа некои обиди со автомобили, но тоа пак не е доволно да кажам. Проблемот е што после ковидот сега се враќаме повторно на дневните активности, поврзани дали со законодавствена сфера, дали со теренска активност и плюс отвараме и нови фронтови, значи против загадување на околината, еве со она што гори со нелегалните депонии општо и она горењето на шапкар локалната депонија. Имаме амбициозни планови за решавање на други проблеми кои се поврзани пак со загадување во регионот, но знаете како? Кои се тие? Во која област би била тие? Значи пред се сакаме да пробаме да истуркаме закон за да се донесе закон за почвата, бидејќи тоа е клучен исто закон, кој што ја регулира целата животна средина преку факторот почва, кој што го има насекаде и кој што влие насекаде. Ова во земјоделски аспект во земјоделски аспект, но не само во земјоделски, него и за секој тип на земјиште пак има влијание, зашто конкретно Струмица е земјоделски регион и факт е дека голем дел од земјоделските почви досега, немаме рудник, но се загадени од пестициди. Значи, оно што го кажува мој пријател, не значи дека сега на еден квадрат земја, ако било пропишено да се стави 3/15 ѓубре, треба да се истори цела вреќа на тоа место. Ме разбирате, значи, тие ексцесивни количини и концентрации на пестициди или на ѓубрива, треба да биде тоа регулирано како што треба. Треба да има конкретен мониторинг и анализа на земјите површини и да се знае што, каде, како. Понатаму, поднос на ова, се очекува да се направи уште поголем принос и во земјоделството, ако се контролира тоа земјиште, кое што моментално е ставено
како, знаеш, дива лига, нема тука нема никаква контрола. никаква регулација, никаква контрола. И тоа е проблем што мора да го имаме, мислам да го решиме. Понатаму сме активни во делот на законите за индустријско загадување, емисии на целата индустрија емитира некакви емисии. Но кај нас тоа не е ограничено, него иде специфично, инсталација по инсталација и често пати е несоодветно. Зависно од кој период на кога е издадена таа одредена дозвола, таа во себе содржи сосема нерегуларни работи кои што од денешен аспект се веќе надминати. И тука пробуваме, значи, во координација со Министерството за животна средина, да и преку Граѓанскиот инспекцијски совет да направиме исчекор и заеднички да донесеме закон за индустријски емисии кој што ќе ги регулира сите емисии на сите индустрии согласно европската регулатива. Значи тука пред се легува интересно подрачје на автоматски мониторинг на секоја инсталација кој што во реално време може да даде и аларми, но и да гарантира за безбедноста на одредени структури, на одредени инсталации дека работат како што треба. Иако знаеме дека ова е многу битно, зашто знаеме дека секоја зима ние имаме проблем со воздушното загадување, а исто знаеме и некои навики од нашето општество, значи гориме разни недозволени средства, значи не зборам сите, но постојат, значи постои мирис на пластика, тоа не може да дојде од никаде друго освен од горење, но и самата индустрија, значи ние знаеме дека имаме секој 3 дена поред ни доаѓаат емисии како гори депонијата во Шапкар. Како фронт отварате таму, бидејќи беше најавен пред неколку седмици? Значи за нас е многу нелогично горењето на депонијата Шапкар да биде еден вид скоро секојдневно и посебно да не се вика пожарните тоа да го изгасат. Тоа е многу чудно. Чудно е зашто ако имате нешто што не се регулира, знаеме дека претходно веќе бил таму на терен Државниот инспекторат за животна среда, има дадено одредени насоки, тоа пак се случува. Еве 3 дена поред, последниве 3 дена сметано од денес, имаме... Сте се јавили ли по комуналец сега во последниот период? Што ви велат од таму? Наши активисти пробуваат да направат состанок сега со мислам дека беше раководството Георгиев или така нешто. Знам дека се во тек. Не знам што имат направено, но знам дека има редовно неки состаноци кои што активно се монитираат таа тема. Сакате да извршите притисок за поголема контрола на оваа депонија? Сакам ова да престане да согорува повеќе од тоа што е дозволено. Значи не може, не очекуваме логично објаснување. Ако има толку многу метан што се самозапалува, дајте да го извезуваме тој метан. Но тоа нешто е чудно таму. Толку многу количина секој ден да гори. И тоа како да знае кога е дење, кога е ноќе, кога има реакции да намалува, кога нема реакции да се продолжува. Значи ова е мистерија да моментално, но ќе ја решиме таа работа. Ви благодарам многу за разговорот, Тануче во Визави, и се гледаме во следна емисија со нови информации околу вашите активности. Благодарам многу, Сузе, ќе бидеме во контакт. Почитувани, благодарам за вниманието со кое што ја следевте вечерашната емисија. Останете и понатаму со програмата на Канал ВИС.